Почитувани гледачи, ја следите програмата на канал ВИС во наредниве минути визави или очи во очи со доктор Живко Груевски, директор за комуникација и односи со јавноста при Euromax Resources. Господине Груевски, добро вечер. Добре дојдовте во студиото на ТВ каналот ВИС. Добро вечер, добро најдов. Како И драго ми е дека сум за прв пат во вашето студио. Ги поздравувам вашите гледачи и целата ваша екипа во ТВ ВИС. И се надевам дека може би во следниот период и почесто ќе се гледаме на било кои теми кои што се од интерес за ТВ ВИС. Често сте овде во Струмица, ви се допаѓа? Искрено многу ми се допаѓа Струмица, меѓутоа тоа не е прв пат сега да сум често по овој поводи во овој капацитет на оваа функција која ја имам од минатата година во Euromax. Јас во мојот историјат и во моите предходни деловни односи уште во 80-тите години на минатиот затоа ве век. прашав, бидејќи имате Да, со моите компании Јукан и така во делот на текстилната индустрија бев чест гостин во Герасунев овде во оној период. Кога соработувавте деловно? Да, кога соработувавме деловно и секогаш со задоволство се враќам за тоа што имам добри пријатели во Струмица и од тоа време и од поново време. А сега нормално поводот на овие чести доаѓања сега е мојот ангажман околу проектот на Euromax Resources, со кој што бев и предходно не директно, туку индиректно поврзан во мојата функција долгогодишна како почесен конзул на Канада во нашата држава, така да од аспект на заштита на интересите на странските инвеститори, многу често во дипломатско-конзуларна мисија работев и сакав да асистирам на ваквите проекти на другите инвеститори од Канада кои се тука. Доктор Груевски, ве повикавме со оглед дека Euromax Resources прилично може би пред еден месец, ако не се лажам, објави еден јавен повик за предлог идеи или концепти за реализација со средства, кои што некаде околу, според вашето соопштение, околу 1 милион евра ќе планирате да инвестирате по основ на тие идеи кои што ќе бидат прифатливи. Би сакал да го започнеме разговорот на самиот почеток. Зошто? Зошто објавивте повик за финансиски средства од 1 милион динари, дали тоа ќе бидат до граѓански здруженија, местно население, општини, локални самоуправи? Зошто кога се уште состојбата со рудникот е статус кво, како компанија немате добиено дозвола за експлоатација или за работа, се уште стои работат. Зошто се одлучивте на овој чекор во Струмишкиот регион? Впрочем, крена многу прашина. Да. И очекувано и сосема нормално. Меѓутоа во одговорот, кој што би бил можеби малку подлог сега ќе биде од кај мене, мораме да почнеме прво да го анализираме временскиот контекст во кој ова се случува. Имено во последнава година и половина глобалната пандемија ги погоди сите држави во светот, не погоди нас во нашата држава и го погоди регионот, Струмичкиот регион. Предизвика големи здравствени проблеми пред се и последици, меѓутоа и големи економски и социјални проблеми и последици. Се надевам и сакам да верувам дека најлошото од пандемијата во овие година и половина пред нас, позади нас практично, се поминати и дека сега од приоритетите кои што досега беа секако сосема оправдано, посебно на нашето Министерство за здравство, во делот на здравството и здравствените проблеми, дека сега треба приоритетно, брзо да се преструктурираме, да се насочиме кон санирање на економските последици, социјалните последици и да влеземе во една, како држава, велам, во една фаза на можна ревитализација на економијата и можен развој, побрз. Во тој контекст, од чисто хумани причини и покрај таа неизвестност, како што велите, за иднината на главниот проект за рударски комплекс, кој долгорочен проект и кој е една од најголемите, ако не се уште најголема потенцијална
странска инвестиција во нашата држава, а посебно сериозно за Струмичкиот регион, нашите инвеститори добија вистински информации од нас и одлучија да од чисто хумани причини да направат еден благороден гест и да понудат да помогнат како општествено одговорна компанија, да помогнат на локалните општини, на локалното население во Струмичкиот, подогражденскиот регион, да полесно ги санираме, да полесно излеземе од реалните проблеми, велам, затоа што ништо веќе нема да биде исто како што било пред година и половина, не само кај нас, секаде во светот. И ние мораме да се освестиме сите, да се ресетираме, да погледнеме на вистината во очи, рационално и реално, да не си поигруваме и со вакви големи инвестициски проекти, кои што така лесно може би ќе се откажеме од нив, и да влеземе во еден период во кој ние ќе успееме да направиме со акција и со дела, а не со зборови. Веднаш и сега, како што ние милуваме да кажеме во нашите пораки, акција за подобрување на животот на жителите во Струмичкиот регион и подогражденскиот регион, во соработка со сите жители од тука, во соработка со општините, во соработка со невладиниот сектор, кој е многу важен во овие времиња, нели, на таа транспарентност, така да тој благороден чин е манифестиран во тоа што нашите инвеститори и бордот на директори донесоа одлука да се формира таков интервентен рамковен фонд до 1 милион евра, кој што е вон од другите инвестицијски планирања кои ги правиме. Значи, ово е наменски фонд во овој временски контекст, кој што е наменет за финансирање на различни локални проекти, за кои идеите и предлозите доаѓаат директно од граѓаните на Струмичкиот регион, од институции, невладин сектор, затоа и дојде тој наш повик во јавните медиуми, овде локални, ги повикавме сите граѓани, без резервно, без никаква разлика и дискриминација или поделби во нашите различности, да се јавуваат, да пријавуваат своји идеи и предлози, кои што ќе успееме заедно со нашите тимови, дел од нив кои што се издржани, да ги претвориме брзо во проекти и да брзо ги реализираме. Основната работа е да направиме чувство дека брзо ќе испорачаме. Не можеме и ние, јас како граѓанин на оваа држава, не можам веќе да слушам ќе биде ова и ќе се направи ова. Сакам да направиме сега и веднаш нешто што е добро за општо добро. Господине Груевски, ве разбрав дека ова го прави компанијата инвеститор од хуман аспект. Тој интервентен фонд до 1 милион евра. Но која е економската логика? Сакав повторно да ве прашам. Зошто, кога се уште Euromax Resources нема добиено зелено светло од владата за да инвестира или пак да ја добие таа дозвола? Значи, тука е малку таа недвоумица кај јавноста. Да, донирано се уште нема добиено пас или зелено светло. Ве разбирам и ја разбирам таа скепса и дилема кај граѓаните, затоа што ние и не сме навикнати да некој донира средства или вложува средства ако нема јасна економска или некој друг интерес од тоа. И сега што и да ви кажам, веројатно нема да ми верувате, вие, не мислам на вас лично или граѓаните сите, меѓутоа ние и не можеме ова да го условиме. Ова е безусловна одлука на инвеститорите, главните инвеститори и бордот на директори. Не се бара ништо во возврат од корисниците на проектите, за изведба на проектите. Затоа што тие и не можат да ни дадат нешто во возврат. Не зависи од тие корисници на проектите дали ќе биде проектот, ќе се реализира главниот проект за рударски комплекс или не. Тоа зависи од повеќе фактори. Тоа веќе подолги години е закочено, процеси се во тек. Значи, дури ние не ги условуваме корисниците и апликантите кои што ќе се јавуваат и се јавуваат за проекти
со некаква противуслуга во тој дел. Единствено е навистина нешто што кај нас во нашата држава тешко се уште се пробива и не го разбираме сите, вклучувајќи ме и мене, дека може да постои таква благородна идеја како поттик на овој инвеститори за другите инвеститори и за другите посебно корпорации и компании кои што работат во Струмица, секој со својот, во Струмичкиот регион, секој со своите можности и секој поединец да придонесе за доброто на државата, за да помогне во дадениот момент со акција и дела. Знаете, сега ова ме подсетува малку вашето прашање, ќе излезам од директната тема, мојот професорски манир, нели малку да излезам од темата, ме подсетува на она фамозна, би рекле, историска реченица на дел од инаугурациониот говор на председателот американски Џон Ф. Кенеди, кога вели: не прашувајте што државата може да направи за вас, сите ја знаат, е може би малку и дегутантно, а меѓутоа корисно во овој момент, туку запрашајте се што вие можете да направите за државата. Доста со критики само, доста со зборови, доста со пароли, сите знаеме да детектираме кои се проблемите, меѓутоа никој или ретко кој се осудува да влезе храбро и да вложи пари, донации, грантови, проект во нешто што ќе го подобри животот или ќе го олесни. Сега и веднаш. Ние бараме да бидеме партнери со општините, со локалната управа, со институциите, невладиниот сектор, да заедно реализираме проекти. Така е. Тоа е сегмент на општествената одговорност, но сепак затоа ми беше чудно, сепак општествено одговорни компании покажуваат одговорноста кон заедницата кога работат во одредена заедница. А кај вас е малку чудно затоа бидејќи се уште нема ништо, а ветите, односно најавувате 1 милион евра. Тоа ми беше е чудно, меѓутоа е вистинито, пробајте не, у смисол на жителите, пробајте и испитајте ситуацијата, каква ќе биде со реализацијата. Ние веќе почнавме со реализација на неколку поситни проекти, се работи на многу други. Овде со мене го имам резултатот од моето дводневен престој. Оваа недела овде. Добро, овде имаме некои десетина проекти или предлози во фаза на работа на идеи, предлози кои што ги работиме со предлагачите. Нашиот тим работи на конкретизација и најголем дел од овие предлози веќе ќе бидат во скоро време реализирани. Ние минатата недела веќе реализиравме еден прв проект, би добил некаква форма на пилот проект, заедно со невладината Slow Food Огражден, која ги организираше жените предприемачи од неколку села од делот на Босилово Ново село, жените предприемачи кои што се лидери, фамилиарни лидери во делот на земјоделството или сточарството, и дониравме, направивме една широка донација, поединечна, за нивната работа, нешто што ќе им го олесни работењето, тоа се некои средства, машини, додатни делови кои што им користат, им се неопходни во работењето. Тоа се реализираше минатата недела, а по она што го имав како разговори вчера, повторно со невладината организација, се подготвува листа и список на нови апликанти, нови жени, лидери, предприемачи во земјоделството, и верувам дека тоа многу брзо може би идната недела и тоа ќе се реализира. Добро, другите проекти имаат нешто поголема. Може ли да откриеме дел од идеите кои што стасаат до вас или предлог концепти, предлози до вас за заедничко решавање на тие преточени секако во проекти кои што ќе бидат во интерес на заедницата? Имате ли доставени како, може ли да ни откриете, бидејќи мислам дека како соопштение веќе лиферувавте, но еве... Да, по првите контакти кои што навистина беа многу охрабрувачки, видовме дека населението навистина, жителите на Струмичкиот и Подогражденскиот регион умеат да направат разлика и покај сите лоши стигми околу и лоши перцепции околу нашето присуство
во последниве 15 години во регионот, успеа да направат веднаш разлика помеѓу нешто што значи вредна можност за проект и акција и дела веднаш, наспроти нешто што значи празни пароли, празни и паушални проценки и оценки за вредноста на таквите проекти и скепсата која се шири во смисол ова се измамници, ова се профитери и некои реченици кои што не ми е ни лагодно да ги изговорам во медиум. Така да брзо ни се јавува, добивавме фрапантно голем број најавувања, достави писмени, усни, телефонски и така натаму, каде што ги дефинира во почетокот само идеите и предлозите. Така. Секој кој мисли што може да се направи. Така да покриваме практично најзастапени се секторите, делот, да кажеме, околу едукацијата, обновување, реконструкција, опремување на училишта, што е многу значено, посебно опремување на училишта на деца со специјални потреби, прилично издржани идеи, ја не велам проекти се уште. Да, предлог концепти. Концепти кои треба да ги направиме. Во делот на инфраструктурата, линеарна инфраструктура, реконструкција на патишта, изградба и на нови патишта, реконструкција и обнова на системот за снабдување со вода, кога ги видов сликите, фотографиите, каква вода користат посебно во селата како Штука, Иловица, а и некои други, навистина што дел од тоа зависи од реконструкција на мрежата, обновување на мрежата за довод и во тој дел на инфраструктурата имаме доста предлози кои што се од спортски организации во делот на нивните активности, меѓутоа нешто што можеме да го прошириме, што задира во делот на екотуризмот, развивање на екотуризам, чист туризам, во целиот регион, различни проекти. Има проекти за кои што се индивидуално, исто проекти за земјоделци, исто чарство, за индивидуални подигнување на нивото и олеснувањето на нивната работа. Значи, од сите можни видови... Навистина, од сите можни сфери за кои што би можеле да зборуваме, а за кои ние сме подготвени брзо да реагираме. Значи, не се работи, ние сакаме да го направиме процесот на апликација и одобрување побрз од било која друга можност. Времена рамка има ли, еве, например, ви поднеле идеја, предлог, концепт, временска рамка, кога може да се очекува да се реализира или пак кога планирате сите тие 1 милион евра да ги потрошите? Дали некои рокови или тоа ќе биде етапно како стасуваат оние идеи, предлози од граѓанските организации? Ние, одлуката на нашиот инвеститор, главен инвеститор кој ја влезе во оваа програма, корпорацијата Трафигура, со седиште во Швајцарија, во Женева, и бордот на директори е да го направиме ова што е можно побрзо. Ние разбираме сензитивноста на моментите. Затоа велам, почнав со тоа да ви објаснам зошто сега баш. Затоа што временскиот контекст е тој што ни налага тоа сега да го направиме. Сега имаме најголема потреба тоа да го направиме брзо и ефикасно. Мораме да презентираме, сакаме да презентираме дека ние можеме, сите можеме заедно, можеме да го створиме тој победнички дух, не да се чувствуваме дека сме некакви лузери, губитници, традиционални, дека сме страдалници од век, па да некако да се уходаме во некое мислење дека тие клетите профитери, странски инвеститори само сакаат да ни искористуваат и дека тоа ќе оди на сметка на нашето здравје и така натаму. Значи, од наш аспект, ние сме подготвени и работиме интензивно. Како што гледате, јас лично сум сега секоја недела тука, по некој ден, а нашите тимови од Скопје и од вработените во Струмица, во Иловица, во инфоцентарот, работиме буквално, верувајте, деноноќно се среќаваме со стотици навистина луѓе од регионот,
кои што покажуваат интерес, селектираме и се обидуваме што побрзо да го направиме. Меѓутоа, директен одговор на вашето прашање, ние би посакувале да тоа биде во рамка да го завршиме некаде веднаш до септември, барем поголемиот дел, зависи од проектите. Ако се некои проекти кои што налагаат неколку фази во нивната реализација, што ќе треба малку повеќе време, тоа е друга работа. Меѓутоа, зависи брзината, јас да ве прашам назад или да го поставам прашањето на јавноста, брзината зависи од вас, драги жители на Струмичкиот регион. Предпоставам ги читате коментарите на социјалните мрежи. Кога ги објавивте ги резултатите... читам, професионално е потребно. Кога ги објавивте резултатите како можни идеи, вели еден коментар што беше мощно и интересен, вака барем според мен, тогаш да ги затвориме општините. Тогаш да ги затвориме општините, кога Евромакс планира да сработи нешто, во тој контекст не само што ги читате коментарите, остри реакции стаса од јавноста во однос на објавените дел од предлозите кои што нели како можни идеи што стасели и ги објавивте, дека тоа се превземени. Вие сте ги превзеле како компанија идеите или предлозите или концептите на општините кои што треба да го реализираат со сопствени средства. Можеби затоа и почнав ова со коментарот. Првиот човек, односно кабинетот на општина Струмица, дури имаше излезе со соопштение по вашата објава дека тоа вие не ви доставиле предлози, односно проекти, и дека тоа ќе го реализира со сопствени средства. Ги открадовте овие предлози од општините или, односно нивните проекти? Прво, мислам дека треба, барем јас да се обидам да расчистиме некоја работа. Ние, Евромакс не се кандидира за локални избори, кои што ни престојат во периодот октомври месец, колку што знам и сум информиран. Со други зборови, ова е мала шала, меѓутоа шега, меѓутоа ние не сме конкуренција на општините. Нити сме тука да замениме некого. Таман работа. Тоа би било подценување на нашата интелигенција ако некој смета дека е така. Ние сме тука да се обидеме и подаваме рака на соработка, првостепено на локалната управа. Да им асистираме само, не да превземаме и да се конкурираме со нив кој проект кој ќе го направи. Да им асистираме за да побрзо реализираме некакви проекти, можеби некакви заеднички проекти, или посебни проекти. Ова беше, верувам дека беше една забуна околу реакцијата на Струмичката општина. Ние не превземаме проекти од никого и точно ние одговоривме општината Струмица никогаш, како впрочем ни една друга општина, не доставила никаков проект, нити предлог формален до нас. Ова била некаква коинциденција, ние ги собиравме идеите, не проекти. Идеи и предлози, јавниот повек тоа зборуваше. Кој се сопадна? Се сопаднале, ама ние не можеме да знаеме кој се јавил кај нас веднаш со таа идеја, дека треба, и во случајот се зборуваше за велосипедска патека. Така да нас ни е многу драго дека сме компатибилни во тие активности. Дека имаме заеднички интерес. Она што ние го нагласуваме секогаш е дека во оваа ситуација, дека нашиот повик е безусловен. Ние не сакаме и велиме ајде сите заедно, и општините, и невладиниот сектор, и граѓанството, и жителите, сите заедно да се обидеме нешто да направиме без да се делиме. Нити по политичка, нити по професионална, нити по религиозна или етничка различност. Дајте да направиме нешто заедно што е во општ интерес. Знаете, кога добиваме повици, посебно од иселени граѓани или жители, кои што сега се моментално во некои од земјите, посебно добивавме доста повици, јас лично добивав од Италија и од Швајцарија, каде ги добиле телефоните и се јавуваат, луѓето се јавуваат со знаци на одобрување, со подршка за акцијата и посебно подршка и за проектот, за иднината, затоа што гледаат дека можеби е тоа можност да и веќе иселените можеби се вратат во својата родна земја, кај своите фамилии, на своите домови, на своето земјиште земјоделско или друго што го имаат,
за да го направиме процесот веќе повратен и да успееме да го стопираме трендот на иселување, посебно на младите генерации. Тоа не важи за жал само за струмичкиот регион и подогражденскиот. Тоа е проблем со кој се соочуваат мноштвото земји во транзиција или во еден развој, така да тоа не е ништо ново. Меѓутоа, сакам да ви кажам, тоа не охрабрува. Тоа ни дава верба дека луѓето и покај притисоците што ги трпат за жал од дел од овие активисти кои што едноставно продолжуваат со една исклучивост, со една негативна кампања и се иронизираат и се цинично се подсмеваат од нашите активности. Дозволите ми само да споменам, иако јас сум професионалец, ја не влегувам лично во оваа работа и мене не ме погодуваат личните навреди директно во тој смисол. Меѓутоа, тешко ми паѓа заради граѓаните, заради жителите на Струмичкиот регион, како например пред неколку месеци, пред овој повик, верувам дека и вие како новинар се сеќавате, направивме 4-5 практично донации во болницата. Во здравствените установи, едното беше во болницата, последното и така. Во екот на пандемијата, кога навистина тие херои, здравствените работници се бореа деноноќно, па и овие сите во Струмица. Дониравме заштитна опрема за здравствените работници, дониравме линеарна комора, не знам како ви комора за ковид тестирање, испитување на... Да. И дониравме, меѓу другото, дополнително 25 автоматизирани клинички кревети нови за одделот во болницата и протокомери за течен кислород, наменети за најтешко загрозените животно загрозените пациенти од ковид. И замислите, нормално, тоа се може би исклучоци, и се исклучоци за среќа. Меѓутоа, прочитав коментари кои што не ме погодија лично, ме погодија како граѓани на оваа држава. Велат, пораките одеа до тоа, морам да ги споменам сега, за да разбере јавност со што се соочуваме. Ми порачаа дека ми посакуваат активистите, граѓанските активисти кои што се грижат за заштита на животната средина и за своите сожители, во тој контекст ми порачаат дека ми посакуваат да бидам првиот пациент кој што ќе легне во тие кревети болнички и да ми треба кислород. Повторно велам, не го зборувам од лична емотивен аспект. Ме погоди како човек, зарем можно да иронизираме и да цинично критикуваме се и се што добро се случува. Вие можете и понатаму да бидете против рудникот. Давајте ги своите аргументи. Меѓутоа, немојте да не поддржувате вакви добротворни активности и да се поигрувате и да ги критикувате. Па тоа е срам, тоа предизвикува срамотизам од тие измите за другите, како се чувствуваат нивните регуларни колеги во другите релевантни невладини организации. Да. Добро, да се вратиме на овој повикот и предлозите кои што стасува до вас како компанија. Рековте, општините не ви доставија предлози идеи? Не. Со оглед дека спомнавте училишта, патови, односно патишта, водоснабдителни системи кои што се во нивна ингеренција. Ми беше зборот како ќе ги реализирате кога сепак станува збор за кој што има некој надлежност на сето тоа. Предпоставам дека проект планирала локалната самоуправа за одреден пат. Не можете да се копа таму на ваша иницијатива. Сепак институционално ми беше зборот Груевски. Планирате ли да седнете, ако евентуално нема предлози од општините, ви доставиле граѓани, еве да се асфалтира улица во одредено населено место. Сигурно вие нема да ангажирате градежна компанија. Мислам, малку... Така е. Знаете што, во делот на идеите и предлозите, кои што веќе се преточуваат и се преточија во проекти, ама кои се со индивидуален карактер и презнак, кај што нема потреба по природата на помошта, како овој грант со жените предприемачи, тука можеме да одиме директно, нашиот правен сектор работи на формулирање на договори со снабдувачот,
на опремата што се повторно локални компании, се е тука. Сите средства се трошат тука, во регионот. И тука немаме проблем. Сега, во вакви проекти или вакви идеи кои дојдоа до нас од граѓани, од градежни компании, од луѓе кои се можеби и членови и работат нешто во општините, па знаат за некои потреби кои што се случуваат. Ние не навлегуваме во тоа. Тие идеи и предлози, за да ги преточиме во проекти, нашиот правен сектор ги формулира сите тие активности кои треба да се направат за да се обезбедат, доколку е потребно, да се обезбедат соодветни дозволи, согласности од јавни предпријатија, можеби, од општината, некои сектори, нешто оди, можеби, на републичко ниво, Министерство за едукација, Министерство за труд и социјала и така натаму. Така да ние сигурно не би влегле во одобрување на проект, затоа што ние не ги изведуваме проектите. Ама ако се залагаме во интерес на земјите, ќе мора да седнете и со општините. Па ќе седнеме во проект или ќе седне предлагачот на проектот. Ние не навлегуваме во таа работа. Има предлагач на проектот, можеби е изведбена организација, гадежна. Тие го предлагаат проектот, кој што подразбира согласности од општината, тие ќе си направат состанок со општината, ќе го образложат проектот, доколку општината, а ние ќе ги дадеме средствата. И тоа по фази доколку се е расчистено, затоа што нешто што не би смееле ни да помислиме да направиме, да влеземе во финансирање на проект кој што нема да биде 100% чист согласно локалните прописи, согласно побарувањата на законските побарувања околу тоа и слично. Да, во однос на проектите, односно идеите, простете сега, далеко се од проекти за проекти, треба нели да има и техничка документација. Во однос на идеите, најчесто се од граѓански организации, местно население, односно поединци, ако веќе ги немаме, како се вика, локалниве самоуправи или пак имаме институции. Има и некои јавни предпријатија. Има и неколку јавни предпријатија. Од општините немаме комуникација, некаква остварено до сега и некаква иницијатива од нив. Мислам дека треба да пројде време малку, да видиме кои проекти ќе се изфилтрираат. Тогаш и ние не бегаме од комуникација, апсолутно сакаме да објасниме дека повторно дека ова е во интерес на населението. Ништо од ова не е во интерес и ги обврзува па и општините да одлучат сега дали се за или против рудникот. Никој не го бара тоа изјаснување. Нити пак се очекува. Дали ќе има рудник, како што реков и на почетокот, тоа и на крај не се одлучува сега и не се одлучува во овој дел. Меѓутоа, практично најголемиот дел од досегашните предлози се индивидуални идеи, индивидуални предлози. Меѓутоа има и проект еден на кој работиме со Струмичко поле, кој што е одличен проект во интерес на заштита на водите, квалитетот на водите. Деталите за тој проект ги имам некаде овде. Разговараме и комуницираме со јавното предпријатие за шуми, некакви проекти нивни кои што можеме да им асистираме и да им помогнеме. И претежно се тоа други невладини организации кои не контактираат, со кои работиме на некои посебно проектите околу развој на екотуризам, некакви спортски проекти кои што треба да направат една брз резултат на помасовување на некои спортови и така натаму. Активистите велат дека сепак тоа е обид на Евромакс со пари да ја стекне довербата од јавноста овде кој што не сака рудник. Така велат активистите. Да, активистите знаете... Дали со пари сакате да ја купите довербата на јавноста кој што излегуваше низ годините наназад на протести јавно кажане? Што да ви кажам на ова прашање? Ова е една дилема и за мене лично. Како да реагирам на ваквите обвинувања на овие 5-6 активисти? Значи, не смееме да ги ставиме сите активисти и невладини организации. Се сретнав со прекрасни луѓе од Струмичкиот регион, кои имаат
апсолутна посветеност во проекти за заштита на животна средина, за некакви слични активности такви, за здрав живот, со кои се разговара и со кои се дебатира. Овие 5-6 активисти, нели, тие се и најгласни во последните 3-4 години и го стигматизираат, ја акумулираат таа стигматизација на проектот до максимум. Гласни се и се служат со говор на омраза, лична дискредитација во поново време кон мене, што реков и претходно дека тоа јас го запоставувам, не ме тангира, затоа што стално се повикувам на реченицата на Оскар Вајлд кој вели секогаш простува им на непријателите, ништо не ги нервира повеќе од тоа. Јас имам доволно години во животот и богато животно и професионално искуство, што ми дава можност да бидам навистина релаксиран, исполнет и реализиран човек. Мене такви работи не ме погодуваат. И јас ки им простам, и им простувам. Само не знам дали ќе им простат овие луѓе на кои што притискаат, им се закануваат, за да не влезат во никаква соработка со нас, за да не ги користат можностите за помош. Која е таа одговорност нивна да ускратите помошта, да кажеме, на некои деца на која тоа им е потребно? Со закани, со говор на омраза, се познаваат тука. Ве молам, се прашувам, тие често се повикуваат на Архуската конвенција. Се прашувам дали ја прочитале или не знам, не навлегувам во тоа. Меѓутоа, каде најдоа тамо, во Архуската конвенција, за граѓанскиот активизам, дека треба со ваков говор на омраза и со закани директни кон лицата кои се осудиле да размислуваат различно од нив. Па основно право е да луѓето имаат сами суверено право да одлучуваат што сакаат со нивниот живот и што сакаат за иднината. Не може 5 луѓе или 6 луѓе да ги тероризираат во континуитет и со закани, да им без доставување на други аргументи, постојано повторувајќи нешто што прејде во тавтологија, па ако го повторуваш ќе стане нели вистина дека е рудник на смртта, цијанид, труење, апокалиптични сценарија и така натаму. Навистина е тоа вознемирувачки. А морам да ви кажам, не сум реагирал и нема да реагирам на тоа. Сакав следното прашање. Ако веќе гледате говор на омраза кон вас лични дискредитации институцијама, се го пријавивте ли тој случај или? Јас не. И немам намера да го затоа што велам, јас им простувам. Затоа што подавам рака и секогаш ќе бидам позитивен да комуницираме и понатамо, затоа што мислењето, ја верувам во снагата на аргументите. Верувам дека по известно време вистината навистина ќе излезе на виделе. И дека тие луѓе може да бидат наши добри соработници. Им нудам можност како активисти да се вклучат во граѓанскиот фронт кој ние го иницираме на формирање на независно, невладино инспекторско или мониторинг тело, кое перманентно ќе функционира, каде што главниот збор ќе го имаат граѓанските активисти и секако представници на науката. Затоа што без нив, без експертите, ние не можеме ќе се седе се повторно на тие празни и паушални проценки. Ако ми дозволите во овој контекст, ве молам. Знаете, јас нормално како професионални животна деформација се интересирам кои се личностите со кои се спротиставуваме во ставовите. Ние не се караме, барем јас не се карам, и не е важно какви навреди лични за мене испорачуваат. И кога погледнав неколку работи, морам да ви кажам да споделам првпат со јавноста, еве со вас, една моја зачуденост. Имаме една дама, млада дама, активист, која е прилично негативна кон рудникот, за која видов во архивите на нашата компанија, пред јас да видам, стои апликација нејзина за работа. Инсистирање, фотографии со Евромакс, логото на маицата, била еден од поголемите подржувачи, додека барала работа.
со оглед да не добила, предпоставувам, работа, незадоволството кулминирало да одеднаш станала, се превртила да биде активист кој што е против рудникот на смртта. Или единствениот успешен, предпоставувам, деловен човек во таа група од 5-6 кој што ги лоцирам, единствениот деловен човек успешен, не ги познавам никого од нив лично, од една страна има некаква селективен однос кон заштита на животна средина. Е голем поклоник против рудникот или рударскиот комплекс Иловица Штука, а во исто време со години наназад неговата компанија деловно успешно соработува со рудникот Бучим, кој е на нешто колку вие би знаеле повеќе од 30 километри, ама сепак е во близина на овој потег. И не сум слушал дека има некаков негативен однос кон влијанието на Бучим на животната средина. Прилично чудно. Каква е таа селективност? Ако сте против тоа, како таму сте, овде не сте. Онда имате еден актер, колку што можам да разберам, професионален, кој што се професионализирал во последно време, веројатно во недостиг на улоги актерски во театарот, се професионализирал да биде професионален штрајкувач, улога на штрајкувач. Па штрајкува за се и секаде можеме да го видиме. Потоа имате други два лика кои што интересно не можам да најдам ништо таму, дозволете ми сега. Не можам да дадам никаков податок за нив, тие можат да зборуваат и да ме напаѓаат, дозволете ми барем да направиме една мала анализа на овие неколку ликови. Да, но сепак нивното отсуство тука... Не се работи и тие зборуваат во моје отсуство, ме напаѓаат мене и ме нарекуваат со изрази кои што вашата телевизија ги пренесува, а јас не реагирам на тоа. Така да јас имам полно право да ме замолам, јас не навредувам никого. Само правам една мала анализа. Да, но сепак легитимно е правото на луѓето. Апсолутно е легитимно правото на луѓето, меѓутоа да го изразат својот револт, што е сепак живееме во едно демократско општество кој што. И не знам, ако во CV-то видите дека се тоа фриленсери, многу интересно назив на нивната професионален ангажман, меѓутоа никој од нив не е специализиран во делот на екологијата или во делот на заштитата на животната средина, па дури ни во некакви поголеми специфики кои што може да даваат авторитет на нивното кажување и нивната право на реакција. Јас го поддржувам граѓанското право на реакција и на глас. И ќе завршам со ова. Во последно време на вистина ме забавува многу вашата телевизија, затоа што само тука тоа можам да го видам. Крунскиот експерт, така наречен, не го познавам. Да, ми вие сте во таа телевизија, господин Дедо Ило. Јас сум прв пат во оваа телевизија. Добро. Дедо Ило, кој што е експерт и ни објасни минатиот пат, јас го гледав тоа, беше веројатно во иста во оваа емисија, визави. Го гледав тоа кај што ни објасни сите хидрогеологијата како функционира. Кои се законитостите на хидрогеологијата, експертски. И се прашувам, и ве прашувам и вас да ми информирате кога ќе биде следен пат во вашата телевизија, кога ќе образложува од кардиолошки аспект како се прави операција на отворено срце. Тоа би сакал да го видам затоа што би било многу значено, верувам во неговите експертски квалитети. Да. Уште да го финишираме. Почнавме со самиот факт дека објавивте повик од хумани цели за 1 милион евра, се уште нема добиено дозволо за работа. До кој степен се работите околу рудникот, господине Груевски? До каде? Значи, работите се статус кво. Се работи за повеќе сплет на повеќе околности и повеќе проблеми кои што се дел од нив се во процедура правна или во судските органи, посебно во домашен аспект зборувам за управниот суд, имаме 2 постапки таму, кои што се во процес и нашиот став е дека никогаш не коментираме судски процеси кои се во тек, само кога стануваат правосилни. Тогаш можеме да ги контактираме, да ги комуницираме. Има и други некои елементи кои што треба и зависат од
повеќе други институции, елементи кои што треба да се вклопат. И на крајва стои се уште голем домоклов меч, би рекол, врз целиот проект, да инвеститорите во еден момент може би одлучат да целиот проект оди на меѓународна арбитража, согласно билатералната спогодба помеѓу Швајцарија и нашата држава, околу заштита на инвестициите. Она што имав прилика да го проверам и да го чуем, затоа што учествував на тие неколку разговори со неколку големи адвокатски компании од Лондон, од Швајцарија и од Австрија, нивната проценка е дека таквата арбитража ќе го чини народот на оваа наша држава, веројатно по 4 или 5 години од кога ќе биде почната таквата арбитража. Па затоа што ние сите ќе го плаќаме тоа некаде околу во нивните проценки се по длабоко анализирање на овој проект, кој што е долгорочен проект, да не заборавиме, некаде од 1.200 милиони евра до 1.300 милиони евра. Но и владата има своји аргументи дека ги не навлегувам во тоа. Вие ме прашавте мене до каде сме, јас ви одговорив како ние гледаме за таа работа и да ви кажам уште еднаш, ние сме длабоко уверени дека и во нашата држава и нашиот правосуден систем, а и во странство, ако за жал дојде до тоа, јас како државјанин, граѓанин на нашата држава, не посакувам ни на сон да тоа се случи. Меѓутоа, ако дојде до тоа, тоа го одлучуваат акционерите и финансиерите и инвеститорите, и тука сме убедени дека, нормално, тоа е наше убедување. Две страни има, не можеме ја не можам да гарантирам дека тоа е така, меѓутоа морам да го кажам како една реалност. Вие ме прашавте до кое ниво сте. Ние ќе видиме, веројатно до крај на годината ќе се одлучи и околу тоа дали ќе се продолжува понатаму или ќе се оди на арбитража. Почнавме со проектите, рековте дека еден пилот проект со приклучната механизација, до септември очекувате некои други следен за реализација, после ова со Слоуфуд и приклучната механизација. Еве, тука се, ако вие имате време и желба, јас можам секоја недела да се гледам со вас и да ве апдейтирам, не олку долго, да направиме апдейт на проектите, за да имаме транспарентност до максимум, да нема прашања под прашања и дилеми. Јас сум секогаш спремен да се сретнам и со активистите кои што се многу против ова. Јас го респектирам нивниот став. Јас како граѓанин првостепено сакам да реагирам да живееме во здрава средина. Меѓутоа, од друга страна, сум свесен дека само богати држави, богати општини можат да си дозволат реално грижа за животната средина. Се другото ќе биде само зборови, затоа што секогаш приоритетите за финансиски средства ќе одат на некоја друга страна. Значи, ние апсолутно не сме спротиставени страни. Ние сме само страни кои за жал во моментот немаат партнер. Јас сакам партнер за дебата, ама за дебата сакат двајца барем, кои ќе отприлика ќе се сослушуваат еден со друг, ќе дебатираат, ќе се обидат да го разберат нашето дел на аргументацијата, а ние се обидуваме и ќе се обидеме да ги разбереме нивните мотивации. Па преку една интелектуална дебата да направиме нешто каде што можеби сите заедно ќе бидеме задоволни и посреќни во иднината. Се надам дека вечерева расчистивме одредени дилеми околу овој повикот и резултатите на кои што се крена прашина во изминатиот период, дека Евромакс сака да купува нешто во однос на овде во Струмичкиот регион со повикот кој што го објавивте, но и оние предлози кои што стаса. Груевски, јас ви благодарам што бевте дел од емисијата Визави. Се надевам дека повторно ќе бидете дел овде во студиото за да поразговараме за актуелни теми. И јас ви благодарам. Убава е дебатата која ние имавме сега, ќе ја прошириме, а јас сум на располагање во секое време на вистина на тимот на ТВ Виз да одговорам на секој ваш повик и да одговорам на сите прашања и на тие кои што се смета дека се најнезгодни. Така.
Благодарам уште еднаш вам, почитувани Благодарам. гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте. Пријатна вечер.